Почитувани добра вечер, како и секоја среда во 19 часот и 15 минути, вие сте со Трета порта, емисија која ви ги представува случувањата на интернет просторот од изминатата недела. Во оваа емисија ќе видиме реакции од немилите случувања во скопската населба Ѓорче Петров, по убиството на матурант таму и по протестите на жителите на општината. Ќе видиме и реакции за поплавите кои го погодија Балканот, соседна Србија и Босна и Херцеговина, како и политички реакции на случувањата околу собранието и околу учеството и неучеството на опозицијата во неговата работа. Почнуваме со Facebook реакции на социјалната мрежа, на намените за случувањата во Ѓорче Петров. Ќе видиме тука реакции, ќе видиме ставови на колумнисти, на новинари, на аналитичари, но ќе се обидеме да ги ограничиме оние коментари или да не ги прочитаме воопшто поради чувствителноста на моментот и поради тоа што коментарите на корисниците на социјалните мрежи во овој момент често се агресивни или вулгарни. Ќе почнеме со коментар на Ивица Боцевски, поранешниот вице-премиер, кој повикува на смиреност. Боцевски вели вака: Вчера изгубивме млад, што туку започнат младешки живот. Грозоморното убиство мора да биде соодветно казнето од македонскиот правосуден систем и јас воопшто не се сомневам дека тоа ќе се случи. Во овие тешки моменти најбитно е да го сочуваме мирот и безбедноста, како да не наседнуваме на провокациите и на запаливите говори на омраза на подбуснувачите, да ги оставиме институциите да си ја завршат работата, да излеземе и да запалиме свеќа за помен на трагично убиениот матурант и да сториме се да спречиме вакви нешта уште веќе никогаш да не ни се случуваат. Убиецот на Ангел има име и презиме, неговите помагачи имаат име и презиме. Треба се да сториме тие веднаш да се најдат пред лицето на правдата. На собраниот гнев и бес не смее да не однесе во безумие и да доведе до нови несакани настани. Вечерва сите граѓани на Македонија, независно од етничката припадност, сочувствуваат со болката на родителите и пријателите на Ангел. Тоа е ставот на Ивица Боцевски. Ќе видиме став и на Стојан Чангелов од Достоинство, кој има сличен став со Боцевски, кој исто така повикува на смиреност и упатува порака дека убиецот на Ангел има исто така име и презиме и дека неговата етничка припадност во овој момент не треба да биде пресудна. Ангело вели: По страшната трагедија во која синоќа беше убиен матурантот Ангел, на Facebook врејот закани, ширење на омраза, повикување на освета. Луѓе олабавете. Почекајте барем да заврши погребот. Почекајте да се одржи 9-дневниот помен за искажување на револт и преземање на општествена акција, но на еден цивилизиран начин. Време има и внимавајте. Ангел не го уби албанците, туку го уби Насер. Убиецот злосторник е тој што треба да биде сурово казнет. За ваквите и слични злостолнички напади да им се стави крај. Само се во свое време, а не како многу пати досега, после неколку дена сите да заборават сите, освен најблиските, кои вечно ќе останат завиени во тага. Тоа е ставот на Ангелов, а по овие настани има и реакции од други аналитичари кои сепак прстот го посочуваат и кон институциите. Тие велат и кон политичарите се разбира, тие велат дека институциите и политичарите треба превентивно да делуваат за да не се случуваат вакви настани. Иако во овој инцидент тие не се директно извршени, вела дека околностите можат да доведат до вакво насилие и до вакви несакани инциденти. Еве го надписот на Дојче Веле на македонски јазик, кој вели вака: Кога пред избори се сеат ветрови, по избори се жнее бура. Насловот е јасен. И тука е интервјуирана, земена изјава и од професорката Мирјана Најчевска, која вели: Во услови на голема недоверба на граѓаните кон институциите на системот, во услови на нараснато сеопшто незадоволство на граѓаните од секојдневното живење и во услови кога етницитетот се користи како алатка во партиското делување, потребни се 62 пратеници за да нема уцени, многу е лесно една ваква трагедија да биде искористена како искра која ќе ја запали заедницата. Кога граѓаните се веќе поделени на ние и тие,
кога провладините медиуми го негуваат и поддржуваат говорот на омраза, кога патриотизмот се гради врз основи на етничката поделба, едноставно не може еден ваков трагичен настан да не биде повод за насилство. Нема краткорочни решенија за ваков вид на анимозитет. Секој решение во себе мора да содржи такви коренити промени кои ќе го фокусираат системот на добробита на граѓаните наместо да ја величаат државата. И тука Најчевска додава дека во моментот е потребна строга казна за извршителот на убиството, но и на оние кои предизвикуваат нереди. Сега ќе увидиме статусот на аналитичарот Едмунд Адеми, кој е прилично интересен. Вели, овие денови добил многу повици на новинари да го каже својот став за самото убиство и за овие немили настани кои се случуваат по него, значи за немирите во населбата Ѓорче Петров, но Адеми вели не им дал изјава на новинарите, а својот статус го кажува преку Фејсбук. Вели, некои новинари овие 2 дена бараа да ја коментирам ситуацијата после убиството на младиот Ангел. Одбив да коментирам, не од што немам што да кажам, туку од една единствена причина. Истото го повторувам 5-6 години и си станав доследен сам на себе. Истото го говорат и други интелектуалци и аналитичари. Најдобро намерен совет до новинарите. Поканете ги во емисија, во една иста. И Груевски, и Ахмети, и Иванов, и братучедите, и другарите на братучедите, и меѓународните спонзори на оваа влада. И прашајте ги нив, што, како, зошто. Тоа им го должат на граѓаните. На истите тие од кого бараа 62 пратеника, 25 пратеника, да не уценувале едните или другите. Прашајте ги како што државата им е пред се. Тие што велат има разлика, тие што велат заедно во Европа и НАТО. Тие прашајте ги, бидејќи токму тие се изворот на сето ова, а се пикнати во глувчешка дупка овие 2-3 дена и глас не им се слуша. Да, лавови во мир, кукавици во кризни ситуации. Ете, тоа е тој лидершип. Тоа е ставот на Едмунд Адеми. А деновиве, оние кои повикуваат на смиреност, оние кои повикуваат на разум, оние кои повикуваат на престанок на насилствата, постираа и еден постар текст од весниците, имено текст по убиството на Мухамед Јашари, средношколецот, кој исто така беше убиен во една тепачка и исто во моменти кога се обидувал да го спаси својот другар Дарко. Значи се работеше за една ситуација во која албанец загина спасувајќи го својот другар македонец од тепање, и многу луѓе го постираат овој текст и велат нека се потсетат граѓаните, оние кои се лути, оние кои се гневни, дека во вакви немили настани, дека убиецот нема нација, нема етникум, туку дека се работи едноставно за злосторство. И еве го тој текст, Јашари загина спасувајќи го Дарко, за оние кои не се сеќаваат. Вели, излегувајќи од училишната зграда каде што Јашари бил на вакцинација од сипаници, видел дека непознати и маскирани напаѓачи го тепаат неговиот соученик Дарко. Веднаш пристапил да помогне, да го одбрани, но и тој бил нападнат од насилниците, од кои добил смртни удари. Тоа е тој текст на кој потсетуваат корисниците на социјалните мрежи, а еве одиме со уште една анализа на настанот, уште една анализа посветена на институциите. Значи, Каролина Ристова Астерот, професорката, вели, грозоморното убиство отвара ни за прашање. Еве уште еден аспект. Исто така МВР да појасни што и како не правило во врска со зголемениот број на кражби во тој дел од градот во последно време. Ако е точно што се пишува по Фејсбук, па дали имало засилени патроли и други мерки? Како постапувало МВР со пријавите и жалбите на граѓани? Дали и зошто биле толерирани ваквите криминални појави ако не биле инцидентни? Немање кадар и опрема, лоша организација? Ако е тоа, зошто државата нема капацитет да се справува со растечките проблеми на јавната безбедност, сообраќајки, кражби, разбојништва, се почести физички напади? Зошто не ги приоритизира? Зафатени се со политичкиот криминал и ништење на политичката опозиција, истоштени се од работата на изборни местенки и фалсификати.
Тоа се реторичките прашања на професорката Каролина Ристова Астерот, која вели грозоморното убиство отварани за прашања. Ке видиме уште еден ваков сличен коментар во кој аналитичарите повикуваат на разум. Наташа Струмениковска пишува: црква или џамија, насловот е јасен и она Струмениковска вели вака: ова е аларм кој звони на узбуна, да се разбудат заспаните и заслепени умови на политичарите кои владеат за својата одговорност, надлежните во институциите кои замежуваат пред случаите на отворена нетрпеливост на младите албанци и македонци уште во училиштата, ама и да размислат дали амнестијата и политичките договори ги решија сите проблеми и дали тие самите праќаат вистински пораки за мир. Заклучокот е дека треба да го бараме решението во коренот на проблемот, а не во пикањето на проблемите под тепих, скриени зад поимот толеранција и соживот. Тоа да се прави систематски и практично, а не декларативно и дневно политички. Чувството на соживот, ама и мир и безбедност во сопствената држава треба вистински да постои во секој од нас, за да веруваме во закон и ред во сопствената држава. Тоа е колумната на Струмениковска. Сега емисијата ја продолжуваме со, како што најавивме, со случаите од суседството, со поплавите кои ја зафатија Србија и Босна и Херцеговина. Имено, како што е познато на јавноста, по тешките поплави помош дојде од сите држави, а најмногу од нивните балкански соседи, зашто медиумите во соседна Србија и во соседна Босна искажаа голема благодарност. Голема помош дојде и од Македонија, значи собрани се повеќе од 60.000 евра, значи тони, десетици тони на производи, на води, на облека, на храна, на пелени, се тоа што им е потребно на луѓето таму. Сега ќе видиме дел од реакциите за овие случувања, а исто така ќе видиме реакции и од соседна Србија кои се однесуваат на тамошните институции. Исто така веќе се појавуваат првите коментари во овој поглед кои велат дека институциите не реагирале или не го превенирале она што се случи. Почнуваме со тукашен, може да се каже, статус на Петрица Рачини, кој пишува за солидарноста во овој случај и вели: тешки времиња, почитувани. Балканот го зафати сериозно невреме. Босна и Србија се под вода. Има жртви, илјадници, луѓе ги загубија и напуштија своите домови. Но во секое зло човек треба да го бара светлото, доброто, за да продолжи понатаму да се бори за подобро утре. Во таа насока не можам а да не констатирам дека за разлика од катастрофите предизвикани од балканските политичари, овие кои се дело на природата ги сплотуваат и зближуваат луѓето. Солидарност, сочувство и љубов наспротив војни и поделби, тоа е разликата помеѓу балканските народи и нивните политичари. Тоа е колумна на Петрица Рачини. Одиме со уште една колумна од тука, тоа е она на Бранко Ѓорѓевски од Дневник, кој вели насипите на погрешни места. Насловот е прилично јасен. Уште вчера, додека опасноста се уште не поминала, додека почнаа да се пребројуваат последиците од катастрофалните поплави во Србија, Босна и Хрватска, во тамошната јавност почнаа да се поставуваат прашања од типот: мораше ли да се случи потопот? Имаме ли ние воопшто некаков план за уредување на речните корита, на водотеците, за да не се случи излевањето? Зошто тој не е приоритет во буџетот? Се прашуваат тамошните коментатори, укажувајќи на суштината на проблемите. На овие држави очигледно приоритет им било нешто друго. Сепак, да не заборавиме, поплавите не се можни само на проблематичниот Балкан, чии нации имаат многу поважни приоритети отколку што се тоа речните корита, заштитни бедеми и слично. И тука Ѓорѓевски додава дека поплави има секаде, ги има и во Европа, ги има во развиениот свет, но за разлика од Балканот, таму последиците се многу помалце катастрофални, бидејќи постојат добри системи за заштита. Вниманието на јавноста по овие поплави го скрена светскиот тенисер Новак Ѓоковиќ, значи првиот српскиот ас, кој повика на поголемо следење на настаните во Србија и Босна од страна на светските медиуми. Имено
Ѓокјовиќ излезе и кажа дека светските медиуми не го следат доволно ова, особено CNN и BBC, пошто навистина нивното внимание се сврте кон Балканот. Еве го неговиот статус на социјалната мрежа Twitter. Вели: срцето ми се кине, да живеат сите народи на поранешна Југославија, нека е Господ со вас. И еве шо веле: срцето ми се кине кога гледам колку луѓе се евакуирани и загрозени во Босна, преку 950.000. Издржете, браќа, помош ќе дојде од целиот свет. Исто така гледам и дека истокот на Хрватска е погоден од поплави. Искрено се надевам дека нема да ве погоди како Србија и Босна. Чувајте се, да живеат сите народи од поранешна Југославија, нека е Господ со вас. Значи, тука е забележливо дека Ѓокјовиќ се обраќа кон граѓаните од Босна и Хрватска, исто така и тој тоа го потенцира, бидејќи сака да каже дека не мисли само на неговата родна Србија. И еве, тука се појави една мапа на поранешна Југославија која кружи по социјалните мрежи, која покажува дека народите од поранешна Југославија се зближиле во овие поплави. На социјалните мрежи во соседна Србија излезе едно писмо напишано од блогер, од корисник на Фејсбукот, кој стана вистински хит. Имено овој корисник ги искритикува државните органи на соседна Србија како се справуваат со поплавите, а особена критика е наменета кон тамошниот премиер Вучиќ, кој вели дека работи се, само не она што е негова работа. Вели дека тој многу повеќе го користи времето за да се покаже пред камерите, за да се слика со некое спасување, односно да го работи тоа што треба да го прави премиер, а тоа е да прави организација на целата спасувачка операција и на се она што се случува по поплавите. Па така, ова писмо кое стана навистина познато и кое веќе го пренесува сите српски медиуми, вели, се обраќа на државата и вели: нема државо, нема повеќе да те задржуваме. Значи, еден ироничен наслов. И еве го делот за српскиот премиер, кој вие го гледате во оригинал, а јас ќе ви прочитам превод. Државо не ни требаш. Приказните од Обреновац ќе излезат на виделина. Ова е едно од нив. Не ни треба премиер кој работи нешто што не е негова работа. Не ни треба премиер кој не ја работи неговата работа. Не ни треба премиер кој се однесува хистерично, вдишува, глуми, прави драмски паузи од 5 минути и изигрува маченик. Не ни треба премиер кој позира пред хеликоптер во изгланцани кондори, не разбирајќи каква катаклизма доаѓа. Не ни треба премиер кој, иако нема еден ден работен стаж вон политиката и не е стручен за модерни состојби, му наредува на еден генерал Диковиќ што да прави. Тоа е тоа писмо кое стана навистина познато во соседна Србија, кај што вели: државо, нема повеќе да те задржуваме. Тука го завршуваме делот посветен на поплавите и продолжуваме со останатите политички случувања кај нас. Имаме колумна, коментар кон состојбата со опозицијата во собранието. Имено како што е познато, собранието не сакаше да ги прими изјавите подпишани на нотар, па се уште трае таа приказна како пратениците од собранието од опозицијата ќе ги поднесат своите оставки во собранието. Тие велат дека власта покажува сила. Ќе видиме коментар на ова, а ќе видиме и коментар на случувањата кога група на новинари поднесува кривична пријава до водителот Миленко Неделковски за закани по нивниот живот. Таа пријава не е процесуирана. Од страна на Неделковски имаше коментар за холандската амбасадорка, кој многумина го видува како навредлив. Таа реагираше, а реагира и Бранко Геровски, кој го вели следното. Откако холандската амбасадорка изјави во духот на Волтер дека до смрт ќе го брани правото на Неделковски да зборува слободно, Геровски вели: до смрт ќе го бранат правото на Миленко. Тука е малце вулгарно, може да се
да се преведе како да не уништи. Еве што вели Геровски. Имено Миленко, амбасадорката ја нарече, исто така ова не можеме да го прочитаме, и потоа објасни дека тоа не била навреда, туку сакал да каже дека е атрактивна, посакувана, убава и згодна жена. Но ова амбасадорката реагира. Во духот на Волтер, не се согласувам со она што го кажуваш, но до смрт ќе го бранам твоето право да го кажеш. Треба ли да кажам нешто повеќе? Не треба, драга амбасадорки, се е јасно. Како нам не ни текна за Волтер, амбасадорите не се согласуваат со Миленко и со другите насилници на до смрт ќе го бранат неговото право да не уништи. До чија смрт? Па до нашата смрт нормално. Не сме сите во оваа земја такви и заштитени со дипломатски имунитет. Тоа го вели Бранко Геровски. Продолжуваме со колумна на Илија Димовски. Овој пат таа е насочена кон говорот на омраза, кон навредите. Сега во колумната на Димовски никаде не се пишува, нема спомнато име и презиме, ниту конкретна адреса на кого се однесува, туку таа е напишана на еден генерален начин, па така еве ќе видиме што вели. Зборовите кажуваат за говорникот. Навредите и омаловажувањата за жал станаа редовна доза на дневното мени на политиката во Република Македонија. Острана гледано изгледа како да постои надпревар меѓу одредена категорија политичари, новинари и експерти, кој од нив покреативна и пожолчна навреда или омаловажување ќе упати на замислената спротивна страна. Веќе голем број луѓе изгледа не чувствуваат ниту малку нелагодност во моментите на изрекување или пишување на овие изблици на нови креации во политичката комуникација во нашата држава. За мене, таквиот однос секогаш значал и значи огромна доза сопствена индивидуална слабост и признание за личната немоќ во борбата за наметнување или пошироко прифаќање на сопствените ставови. Така пишува Димовски во колумната насловена Зборовите кажуваат за говорникот. Продолжуваме со она што го најавивме, тоа е коментар на случувањата во собранието. Ке го видиме коментарот на Бранко Тричковски, кој вели: дојдете да ве исфрлиме. Мислам дека е јасен насловот, се однесува на опозицијата. И еве што пишува Тричковски. Велјановски ги моли пратениците на опозицијата да се вратат во собранието, затоа што според новиот деловник комуњарите треба да бидат исфрлени на 24 јуни. Реновираната зграда на Рајстагот има повеќе отвори од Алијанс арената во Минхен, што значи дека државата ги има обезбедено сите услови за брза евакуација и пред 24 декември. Нема шанси при исфрлувањето низ големата купола на ВМРО-вската врска со Господ Шилегов да се заглави. Што ја знам со Наташа или со Роза, под услов Велешанката да престане да плаче. Тука Тричковски очигледно алудира на настаните од 24 декември и на сегашните настани каде што опозицијата не може да поднесе оставки во собранието. Одиме со колумна на Димитар Мирчев, професорот Мирчев, кој е советник на претседателот Иванов и кој тука зборува за тоа, вели за тоа дека Иванов добил честитки од надвор, не добил честитки од натре, за тоа дека го оспоруваат дел од партиите, го оспоруваат легитимитетот на Иванов, а еве што пишува Мирчев за опозицијата. Самите се врзаа во јазол, недоврзлив. Но дали малку мудрост, малку почитување на уставот и законите би биле надвор од агендата на таа партија? Веќе толку многу меѓународни фактори и личности ги предупредија на тоа. Малку како слушните апарати да откажале. Се уште мислам дека соочувањето со реалноста ќе превлада. Втората компонента е огромната штета што се прави на државата со тоа однесување. И на тоа предупреди од странство. Меѓутоа, очигледно во СДСМ не разбираат и не говорат странски јазици. Не престојат есенските извештаи и самити на ЕУ и НАТО. Мислиме ли дека ќе бидат безпрекорни како што ги очекуваме, доколку овие навистина го бойкотираат собранието? Предпоставувам дека се работи за такво сценарио. Имено така наречена техничка влада
па нови предвремени избори, во меѓувреме добиваме негативни извештаи од Европската унија и НАТО, па на изборите СДСМ ќе добие огромно мнозинство и ќе јавне на власта. Но Мирчев додава дека тоа сценарио е малку веројатно. И емисијата ја завршуваме со колумна на Тони Науновски, посветена на преговорите околу новата влада. Рече се сите негови колумни се посветени на тоа. Имено тој е познат како жесток противник на влегувањето на ДУИ повторно во владата и сега Науновски пишува за тоа и вели: Триумфот на ДУИ. Што е поновата македонска историја, ако не историја од стравот на македонските политички елити од ДУИ? Севкупното досие на нашата пропаст е составено од документи, политички одлуки донесени во кобните мигови на македонскиот страв, стравот од ДУИ 2001, 2002, 2008, 2011, 2014. Сите деструкции на уставот, законите, политичката практика, меѓународното право, амнестијата за хашките случаи се поврзани со тие датуми, датумите на триумфот на ДУИ. Ние, македонците, се чини, денес како никогаш порано во историјата не ги заслужуваме своите и вакви политички елити. Тие очигледно не носат политички одлуки и не действуваат почитувајќи ги нашите национални и државни интереси и идеали и не беа избрани од апсолутно мнозинство на македонците за повторно да владее ДУИ во државата. Тоа е колумната на Науновски, Триумфот на ДУИ, а почитувани гледачи, со ова ја завршуваме денешната емисија на Трета порта. Емисијата следете ја секоја среда во 19 часот и 15 минути, репризата е во четврток во 14:30. И не заборавајте, Трета порта не ви кажува како да размислувате, току ви ја прикажува големата слика. Останете со програмата на 24 вести.